студенти што ја добија оваа титула, што тоа значи за Елена Лука, за досегашните успеси и за потик за понатаму. Супер Брендс е една интернационална, би кажала, организација или наградата која што ја добив практично не е толку мало признание, него навистина значи една голема верификација на трудот на Елена Лука. И реално што после тоа не знам, има уште многу награди интернационални, претпоставам ќе добиеме уште некоја понатаму. Сигурно сум, знам дека не ја работиме оваа работа за да ги добиваме сите тие награди. Нормално драго ми е дека сме забележани од страна на таков тип на институции кои што се занимаваат со прогресот на одредени луѓе, на одредени фирми. Меѓутоа знам само дека ќе работиме во континуитет, дека наградите се сигурно стимул за понатаму да се развиваме уште повеќе, да правиме уште повеќе поголеми резултати и реално пријатно ми дојде наградата, не можам да кажам не, заедно со мојот тим. Што ќе ја памети Елена Лука изминатата година и што планира во наредната 2015? Изминатата година ја памтиме по многу проекти како и секоја вообичаено. Работевме колекции доста, сега последно беше промовирана колекцијата Елиджен во Македонски народен театар и бизнес колекција воедно. Така да мислам дека тоа се две солидни колекции, едната беше Haute Couture, другата беше Ready to Wear. Едноставно имаме тековни проекти, работиме на костюмографија во моментот на една театарска представа. Мислам дека ќе бидат одлични костими, стана збор за голем број на костими, кој што исто ќе се промовира сега многу набрзо во декември. Имаме многу соработки, да не зборам за хуманитарните активности кои што секојдневно ги работиме. Сето тоа е дел од нас. Едноставно твориме, што да речем друго. Ако не треба, ако секне мусата, би требало можеби и да престанеме со работа. И уште едно прашање што сигурно би ги интересирало струмичани. Докаде се подготовките за отварањето на студиото на Елена Лука? Студиото на Елена Лука, ателието во Струмица требаше да биде готово некаде до крајот на 2014 година, до крај на декември. Тоа беше мојот план. Меѓутоа, морам да признаам, имавме толку многу ангажмани во овој период, што навистина не знам дали ќе успееме да стигнеме секаде, затоа што овдека бара и многу моја лична инволвираност во отварањето на ова ателие. Го спремаме, го работиме, сега не би сакала да ведам ќе биде тогаш или пред нова година, не знам, тој ми е планот. Ама се надевам, ако не стигнеме во почетокот на 2015 ќе биде отварањето. Секако ќе бидете известени и секако и струмичката публика која што ја конзумира, ја носи облеката на Елена Лука и го следи нашето работење ќе биде навремено информирано. Благодарам многу. Најавиле оваа изложба која што се прв пат се наоѓа за Струмица како таква, под името Between или помеѓу. До сега знам дека беше поставката во Софија и дека имаше еден одличен прием. Стана збор за едно забележително дело, еден оригинален аспект на авторот. Инаку би сакала да го цитирам Александар, затоа што неговите зборови практично и најсилно искажуваат емоцијата на неговата фотографија. И тој знае да каже понекогаш, и го мисли тоа нормално, секогаш гледам на фотографијата како на порака, за кодирана емоција што се обидува да го победи времето и нашето предвремено неразбирање. И цикусот фотографии помеѓу е обид да се направат варијации на некои од символите на дуалноста и да се открие нештото помеѓу спротивностите и во овој случај само нашата перцепција. Всушност помеѓу спротивностите секојаш постои реален процес кој што се обидува да ги изедначи. Секој видливо нешто во универзумот е само процес помеѓу две спротивности, визуелна енергија на изедначување кон едното. Тоа е тоа што Александар секогаш го говори и мислам дека многу успешно успел да го најде тој детал помеѓу тие две спротивности во сите овие дела кои што веќе имаме чест и задоволство да ги видиме. Инаку суштината на битисувањето е пренесена во неговиот црно бел фотографски свет, во кој што можеме да видиме, претпоставаме, надеж, јоче и среќа, тага и религија онаква какво што треба да биде во сите своји елементи. Многу светлина, многу темнина или да речеме наоѓаме необично во обичното или обично во необичното. Секојдневно сите ние се соочуваме со таа дихотомија, Александар се соочи со нив
во неговиот фасцинантен циклус помеѓу. Би сакала сосема за крај да кажем дека Александар знае како да не привлече за својата фотографија. Јас сум личен сведок и ја обожувам неговата работа. Сме работеле многу пати заеднички со проекти заедно со Елена Лука и се надевам така ќе биде и година. Тој е многу мој драг пријател, соработник, да не кажем роднина крв. Тоа е посебно драго за мене, да. Александар, ти посакувам уште многу самостојни изложби, многу емотивни вакви приказни. Ми беше огромна чест и задоволство што имав честа да отворам оваа изложба и се надам дека многу набрзо пак ќе се видиме затоа што тој неуморно отвори дефинитивно. Благодарам на сите слушатели. Јас би сакал да кажам дека честта е моја. Би сакал најпрви да ви посакам добро вечер, да ви благодарам што сте овде. Овие фотографии што се околу вас се дел од циклусот помеѓу и всушност представуваат едни визуални диалози кои што ги водам обично сам со себе. И темата на тие диалози е всушност дуалноста и понекогаш и символите за дуалност. Но она кое што мене најмногу ме интересира е тоа што се наоѓа помеѓу крајни спротиставености. Не знам дали добро го кажа. И се почесто, кога правам изводи од овие дискусии, заклучувам дека всушност помеѓу се наоѓа единствено нашата перцепција, нашето его. Надвор од тоа наше его и наша перцепција не постои црното и белото. Не постои топлото и ладното, не постои дури лошото и доброто. Надвор од нашите ега, надвор од нашата перцепција, всушност се е совршено. Како што сте вие овде оваа вечер, би сакал да ви благодарам уште еднаш и да ве поканам да ја разгледате изложбата. Толку.